Dobro, ќе продолжиме со нашиот текст. Carpe diem. Ние сме, многу луѓе кои го прочитаа, знае за што станува збор, зашто ние како протестанти сме многу учени, многу сакаме латински фрази. Секој пат кога има ден на реформација, повтараме сола фиде, соли део глорија и сола скриптура, но само за денот на реформацијата ги повтараме, инаку она како што треба да ги живееме во секојдневниот живот, многу не сме верни на тие слогани. Сега има еден друг слоган, овој не е од реформаторите, но исто така содржи многу длабока суштина. Разбрав дека повеќето веќе знаат што значи овој слоган, значи ресторан некаде таму во центарот. Не е ресторан, туку е од римскиот поет Хораци и значи буквално зграбчи го денот. Но идејата е да ја искористиш секоја можност во животот што имаш, да го вреднуваш секој миг, да ја зграбчиш можноста вредносно или квалитетно да ги користиш можностите или времето. Сега, како што кажав, не е од реформаторите, меѓутоа, текстот што го изучуваме, па и Библијата, ни говори за еден таков живот. Да ги користиме можностите, секоја можност, максимално, да ја зграбчиме за Божјото царство. Изминатите недели го разгледувавме тој текст од 4 глава на Јован, каде што Христос ни го дава тој пример, додека седеше таму на бунарот, дојде една жена, разговараше со неја и постепено така ја водеше и го разоткриваше Евангелието, додека неја доведе до моментот на спознанието за тоа кој е Христос. Се откри како Месија. И жената поверува дека тој е Месијата. И жената не го пропушти мигот, не одолговлекуваше, туку веднаш, пишува, истрча во градот, во Сихар, да им каже на сите: Месијата. Не ли е тој Месијата? Па тој ми кажа се што сум направила во животот. Зар можно тој да не е Месија? Веднаш ја зграбча таа можност што имаше, додека тој се уште е таму, да ги повика сите да дојдат и да се уверат во Месијата. И Христос во разговор со учениците, кои во меѓувреме ќе дојдат, им го кажува тоа. Велат уште 4 месеци до жетва, меѓутоа јас се велам, еве ги, веќе, погледнете ги редовите, бели се. Затоа скрпчете е можност, carpe diem, и донесете плод за вечен живот, вечен плод. Ајде да видиме како тоа овдека текстот го гради, за да разбереме појасно. Зашто некој ме праша, сега што значи тоа, каква врска има carpe diem со нашиот текст. Значи, додека тие се уште разговараат и минатиот пат стигнавме до моментот во кој што жената е доведена до верата во Христос. Во меѓувреме некаде додека тие се уште разговараат, Христос и жената, тоест веројатно кога почнува веќе оној спор теолошки за тоа кај е местото на поклонението и кај дали Сион, Геризим и така натаму, и Христос се открива како Месија, во меѓувреме доаѓаат учениците. Уште многу порано во текстот, во 8 глава, уште кога почнува разговорот меѓу Самарјанката и Христос, Јован додава една информација дека учениците не се таму. Тие отишле во градот, во Сихар, за да купат храна. Така да тие поголемиот дел од текстот од разговорот го пропуштаат. Тие не се таму кога доаѓа жената. Но во еден момент се појавуваат додека се уште е жената таму. И тука, во тој момент, се вклучува или продолжува текстот кој ќе го, с кој ќе се занимаваме денес.
27 стих. И тогаш дојдоа учениците негови. Дојдоа и останаа без зборови. Не може да кажат ништо. Тоест, ние да не му рече што сакаш или зошто зборуваш со неа, буквално останаа без зборови. Зошто? Зашто беа зачудени, многу зачудени. И тоа зборче овдека што го користи Јован за зачудени, означува запрепастени, шокирани, останаа шокирани. И до таа мера беа шокирани што не знае што да кажат, се збунија едноставно. Зошто се збунија? Зошто го видео Исус како разговара со една жена. И тоа не со било каква жена, со самарјанка. Според равинското учење во тоа време, а Исус е равин, нели, така му се обраќаат како равин, според равинското учење, маж не треба да разговара со жена на јавно место, па дури не со својата жена. Дома може да се разговараат, меѓутоа на јавно место не можат, забрането е. Причината не е етичка, морална, не дека тоа не е морално да се прави, туку е социјална причината. Бидејќи жената се третира како пониска од мажот, понедостојна, не е правилно маж на јавно место. Јавното место означува место кое што дискутираат важни работи, нели? Маж да дискутира или да разговара со жена. Што би разговарал со жена маж на јавно место на улица? Не постои толку важна тема или толку неважна тема заради која тие би разговарал. Кога маж, дури со својата жена би разговарал на јавно место, веќе дава легитимитет, достоинството на жената го крева и дава авторитет, а жената нема авторитет за такви важни дискусии. А овдека во случајот Христос, учениците го затекнуваат како дури теолошки теми разговори, тоа важни теолошки теми, за поклонението, се открива како Месијата, што е невидено, скандалозно за тоа време. И знаете о нас, неколку пати сум спомнал молитвата со која дома се моли секој еврен, секој утро. Благословен си Господи, за тоа што не си ме создал како роб, нееврен или паганин, или како жена. Тоа си ме создал како јудеин маж. Затоа си благословен ти, Господи. А веднаш жената одговара на таа молитва. Тоа е дел од семејната молитва. Благословен си, Господи, што си ме формирал според Твојата волја. Или си ме обликувала според Твојата волја. И сега вака, не знаејќи у контекстот, би си помислил дека враќа сега жената на мажот, зашто жената е поубава или обликувана како поубава од мажот, но не е тоа идејата. Жената ја признава својата пониска социјална позиција со таа молитва, тоест смирено прифаќа дека стои пониско од мажот. Тоа е идејата на молитвата. И сега се враќаме на моментот каде што учениците го затекнуваат Христос како разговара со таа жена, такви теми, и се до таа мера запрепастени што не знаат што да кажат. Буквално остануваат без зборови. Христос покажува на многу места дека ги руши таквите стереотипи, дека не е конвенционален, меѓутоа кога станува збор за Евангелието го прави тоа. Тој не го прави тоа за да биде скандалозен, за да провоцира. Не, тој го прави тоа за да открива вистини за Евангелието. Ако нешто е пречка за Евангелието да се покаже вистината, Христос го руши тоа нешто. И во овој случај, разговарајќи со самарјанката, Христос сака да покаже дека не само луѓе како Никодим се достојни за спасението и за откривање на Евангелието, не само градоначалникот на Сихем или Сихар, туку и жените имаат исто така потреба од Евангелието, од спасението. Душата на мажот е духовно бедна, исто колку што е духовно бедна
и душата на жената. Или душата на жената е во иста мера драгоцена за Бог, како што е драгоцена и душата на мажот. На Бог му се подеднакво мили и мажите и жените за спасението. И потребата за спасение е подеднакво иста и за мажот и за жената. Тој дојде да ги бара и спаси изгубените, и самарјаните, и евреите. Така да, во таа низана откровение на лични средби што Христос ги има, прво со идеите кои беа околу Јован Крстител, потоа со Никодим и сега со оваа жена, потоа и луѓето од Сихем ке дојдат или Сихар, се покажу таа универзална потреба од спасение и универзалната вредност што луѓето без оглед на социјално потекло, пол и така, или статус во општеството, и со така сите се драги за Бог. Така, тоа е првиот шок, така да кажеме, на онаа што го затекнуваат учениците. А пак во исто време, додека се уште во шок учениците, Јован пак веднаш не префрлува за жената, кон жената, што таа направила. Така да, многу е динамичен во овој текст Јован, апостолот Јован, евангелистот, и овој текст е така пишуван со повеќе, со динамики во чувствата на луѓето, динамики во стилот, така да овде ќе имаме и иронии, па дури има и комични ситуации, со цел да се представат контрастите. Имаме еден контраст силен од едната страна, во кој што контраст стојат Христос и Самарјанката, и еден друг контраст учениците од другата страна. И реакциите се многу показателни, многу се така колоритни и со јазик многу силен кој Јован го користи да ги представи овој. И тоа постојано ја врти камерата, така да кажем, од бунарот во градот, па кон учениците, па кон жената, па кон Исус. Така имаме една многу богата динамика во представувањето на таа приказна, на тој расказ што е многу богат со вистини, со содржини. А на крајот на краишта, како што реков, темата е да се зграбчат тие ситуации за Бог кој Бог не ги дава. Така, што се случува? Значи, интересно како Јован, од жената која е распрела кој е Христос, не префрлува на учениците, тие во меѓувреме дојдоа, запрепастени се и веднаш не насочил пак кон жената. Тоест, таа си отишла. Во моментот кога доаѓаат пак учениците, жената си оди. Ги напушта. И ја остава стомната, или стомна пишуваше, стомна, или ведро, што и да е, некој сад за вадење на вода од бунар, и заминува во градот. И вака погледнато, како што брзо ги движи сцените Јован, би си можело да создадеме впечаток како да си оди. Тие доаѓаат сега на си оди. Некултурно. Не останува со нив да разговара. Не. Или пак се засрамила или ја гледа нивната вчудоневиденост и затоа сега си оди. Не, сигурно не е таа причината. Јован јасно покажува која е причината за одењето. Таа толку е, така да кажем, возбудена од живата вода која ја најде. Таа толку е предизвикана од сето тоа што не може повеќе да остане таму, не може да не отиде во градот и да им каже на сите додека го нашла Месијата. Трчејќи оде и остава стомната. И со тоа покажу, она песна пред мене Исус, зад мене светот. Таа е дојдена таму за водата земе во бунарот и да однесе вода дома. Меѓутоа, ја остава, не се враќа со вода, со онаа обична вода. Христос ти рече, ако ти знаеш кој сум и дарот што јас можам да го дадам, ти ќе побараш од мене и оваа вода нема да ти биде толку важна. И се покажува тоа. Идејата тука е за таа духовна жет која се појавува кај жената и ја надминува онаа физичка жет. Новиот живот го замени стариот. Искусувајќи ја живата вода, таа остави се зад себе и отиде во градот. И оваа ситуација или оваа
реакција на жената е во контракт со онаа на учениците. Зошто? Учениците тргнаа во градот, во истиот град, кај што тргна жената сега, и учениците отидоа таму. Но со каква цел отидоа учениците? За да купат храна. Не јале сигурно. Немале храна, поминале долг пат од Јудеја кон Самарија, низ планини, низ пусти места. Немаат храна, да се снабдат со залихи. И тука ги видиме тие контрасти што Христос ги наметнува. Физичка храна и духовна храна. Која е храната која треба да носи вистинско задоволство во животот? Така, ти отидоа во градот и оттаму се вратија со физичка храна. Жената отиде во истиот тој град и што донесе од таму? Луѓе кон Христос. Донесе луѓе кои требаше да се сретнат со Христос. И тоа е тој доказ, нели, за живата вода во неа, која ја искуси. И тој вик кон луѓето, така малку како да е, тоа е реторичко прашање, да не е тој Христос, како нели да има сомнеш кај нас, но не е сомнеш. Тај вика, тој се ми кажа што сум направила. Дојдете и ви уверете се и ќе видите дека тој е Христос. Нема шанси тој да не е Христос. Тој сигурно е Христос. Дојдете и вие убедете се. Така да таа дава едно сведоштво кое воопшто не е агресивно, кој не е наметлив, многу едноставно. Ги кани да дојдат кај Христос и да се убедат самите во Христос. Не во некои неизини аргументи, не во некои неизини искуства, печатоци, во Христос. Дојдете во Христос. И така завршува текстот. Тие дојдоа и сами поверуваа. Не затоа што жената им беше кажала ми позна се или ми кажа се што сум направила, туку бидејќи самите дојдоа кај Христос и самите се уверија дека тоа е Христос. И тоа е уствари нашето сведоштво. Да им кажеме на луѓето, дојдете кај Неговото Слово, дојдете кај Библијата и ќе видите, зар не е тоа Божјото Слово, зар не е тоа живата вода која во нас извире за вечен живот. Дојдете и видите дали не е тој Спасител. И за тоа време, додека таа таму во градот евангелизира, пак не враќа сега Јован кај бунарот да видиме па таму што се случува. Еден пак голем контраст. Додека е таму жената и се случува тоа во град, ги вика, учениците пак се ангажирани со друга тема за јадењето, физичкото јадење. Донеле храна и пишува го моля. И тоа очигледно се созеле од тој првичен шок, нели, запрепастени од тоа што виделе од сцената, се созеле и сега почнуваат да му нудат на Христос храна. Не јаделе, може би, известно време, сигурно се гладни, знаеме дека се жедни, Христос ни кажува дека е жеден, и тие му нудат храна. И тоа пишува дека многу го моля. Зборчето овдека, што е употребено, нели, означува инсистирање, дури некакво итно. Не мора сега подитно да јаде, зашто не се јал многу време. Нели. Упорно го молат, аман седни јади, аман стави еден залак во уста, стави нешто во стомак да јадеш. Е како бабите, кога ги молат мучињата, да јадат, зашто ако не јадат, нема се здрави, нема да растат и така им ќе се разболат, ќе бидат болни, нема да ги положуваат испитите, зато треба да јадат. Така и учениците го обидуваат Христос. Се тука има и од тој контекст што го знаеме, може би и некакви други ситуации, например, тие се почувствувале непријатно од разговорот, тоест на Христос со самарјанката, нели, од ситуацијата во која го затекнуваат, и може би па си помислите, па сега и него му стана незгодно, го фативме како збори со жена, каков срам, нели, а тој е равин, и сега може му срам да јаде од нас. Пај сега ние малко ќе го опуштиме да земе да јаде. Нема да кажеме на никој. Не знаеме, но факт е дека тие многу го молат да
да јаде, а па Христос за да прекинат со нивното упорно инсистирање за јадење, им вели, ама јас имам храна за јадење што вие не ја знаете. И се, вака кажано, учениците кои, како и жената самарјанката, размислуваат со физички категории, почнуваат да се постават прашање сега, од кај сега па тој има храна? Знаеме дека нема храна. Овие денови видовме дека немаме храна, може би некој му дал, може би самарјанката му дал. И почнуваат сега, темата пак е свртуват, од кај сега храна? Ние додека се мачиме тамо, тој веќе се најал човекот и сега нема да јаде од нашата храна. И за да не продолжат со нивните предпоставки, тој пак им одговора веднаш, им вели, мојата храна е да исполнувам волјата на оној кој ме пратил и да го извршам неговото дело. Тоа е мојата храна. Јас веќе се наситив со тоа што ја изврши волјата на оној што ме пратил. И тоа мојата храна е да го извршувам неговото дело, делото на Отецот, се најдов. И тука Христос ни открива една друга голема потреба за храна која треба сите ние да имаме, да чувствуваме и да уживаме во таа храна. Дија како што уживаме во физичката храна, како што наоѓаме задоволство, во неја така треба да наоѓаме задоволство и во таа друга храна. Зошто ние не сме само еден прост органски збир на молекули, не сме само материја која има потреби и се задоволуваат со материјални ресурси, ние сме и нематеријална природа. Ние сме и дух. Ние сме битија со вечна вредност, вечни битија. Ние сме по Божиот образ, иако деформиран, прекршен. И Христос вели, мојата храна е да ја извршувам волјата на оно што ме прати. Мојата храна е тој образ во луѓето да го обновувам. Дојдов да го најдам и спасам загубеното и да го доведам без недостаток, безупречни пред Бог во Божјото присуство. Тоа е мојата волја, вели Господ Исус. И во тоа јас наоѓам задоволство. Неговата волја, тоест неговата храна, вели Христос, мојата храна е да го извршим делото, да ги спасувам луѓето. Тоа е мојата храна. Сега, кога го збориме ова, тоа не значи дека Христос не сака да каже дека треба да има аскети и да ја занемариме физичката потреба, да не ја задоволуваме. Напротив, во самата молитва со која ги учише учениците, тој ги учише да своите физички потреби, за својот секојдневен леп, да молат на Отецот. Тој да го снабдува. Меѓутоа, во истата таа молитва ние гледаме како приоритети се поставени прво славењето на Небесниот Татко, Царството Божие е ставено како приоритет, волјата да се извршува и така натаму. Да биде неговата волја, како на небото, така и на земјата. Неговата волја бидува преку нас. Извршувањето на Божјата волја. Тоа се поставени како приоритети во таа молитва со која ги учише Христос. Секако, да и всичките потреби. Но прашањето овдека е кој е авторитет, кој е приоритетот? Што е тоа што носи задоволство во животот? Знаете, учениците го оставија Христос гладен кај бунарот, зашто им требаше храна и отидоа да купат храна. И се вратија и Христос уште не беше јаден. Меѓутоа им рече, јас сум најаден, наситен сум. Јас сум полн, душата ми е полна. Зашто ја врше волјата на Отецот. Зашто го открив Евангелието на таа жена. И зашто
гледам како сега ридовите таму, самаријски, ќе бидат исполнети со луѓе кои ќе трчат на кај бунарот. Тоа е мојата храна, вели Господ Исус. Тоа е моето наситување. Лебот што го донесоа учениците, да, ќе донесеше наситување во стомахот, но тоа наситување е уште порадосно, носи уште поголемо задоволство. Или како што псалмистот пишува, со задоволство ќе исполнам волјата Твоја, Боже мој. Со задоволство ќе исполнам. И тука е прашањето, навистина, што носи задоволство во нашиот живот? Убавата храна сигурно носи задоволство. Да седнеме во некој убав ресторан, и тоа носи задоволство. Христос вели, не само од леп ќе живее човекот, но и од плескавици, и од кебапи, и од свински ребра. Не, и од секој збор кој излегува од Божјата уста. Ни носи ли тоа задоволство? Знаете, храната носи задоволство. Дали храната која е вршена на волјата на Отецот носи исто така задоволство? Дали се насладуваме кога ќе седнеме да го читаме Неговото Слово? Дали се насладуваме на обштението со Бог? Дали носи тоа задоволство? Да живееме угодно на Бог, да бидеме послушни на Неговото Слово, да го споделуваме Словото со другите, да го славиме Господ, да му се поклонуваме, или пак го правиме тоа по принуда, зашто ни е заповедано. Во древноста викале дека еден спартанец вреди како 100 персијци. И знаете ли зошто кажувале така? Зашто знаеле дека спартанецот оди во војна со песна на устата, а персијците биле насила терани од старешините, од господарите. И затоа еден спартанец вредел како 100 персијци. Исто и во духовната служба. Дали со задоволство, од љубов го правиме тоа што го правиме? Единствено задоволство има во оние нешта кои се направени со љубов. Ако нешто е направено по принуда, не носи задоволство. И кога овдека псалмистот вели со задоволство, ќе исполнувам волјата Твоја, Боже мој, во тој псалм 40 Давид изнесува ситуации во кои во искуство на Бог, познавање на Бог, во кој очигледна е таа љубов која ја има кон Бог. За да имаме љубов, не може љубов да се гради ако нема заедница. Не можеш ти да љубиш некој што не го познаваш. Не можеш да имаш вистинска љубов кој некој си го запознал. Не поминуваш време со него. Во обштението со Бог, во запознавањето на Бог, во животот што го имаме секојдневно со Бог, во Словото, молитвата, во покорството, послушноста, вршењето на Словото, ние го запознаваме и нашата љубов, приврзаност кон него станува поголема. Во тој текст Давид говори за тие моменти во кои го искусил Бог и неговата верност. Например, сега тука нема ги стиховите, зашто се неколку, така како сумаризација некој нешта, тој вели ме извади од длабината на јазот и од длабока тинја, па ги постави нозите мои на камен и ги зацврси стапалата мои. Во устата моја вложи нова песна, похвала за нашиот Бог. Многу чудесна дела си направил, Господи Боже мој. Многу мисли чудесни, кој може да се спореди со тебе? Ето како восхит. Познавајќи го Бог, доаѓа таа восхит кон него и таа љубов. Почнав да ги објавувам и да зборувам за нив, но тие број немаат. И во тој псалм, имајќи го во предвид тој контекст, вели со задоволство, затоа со задоволство ќе вршам Твојата волја. Веќе сум восхитен. Не можам да го скрием тоа и не можам да не создам нова песна. Во устата моја вложи нова песна, похвала, поклонение за нашиот Бог. И да, и тоа ќе прави нашата љубов и нашата восхит кон Бог. Нова песна, во поклонение да му пееме
на Бог. И нема ништо во тоа ако една песна која е инспирирана од нашето заедништво, нашето познавање, вистината за Бог, му ја пееме на Бог и се поклонуваме без разлика каде. Зашто само бидејќи тие произлегуваат од една жива врска со Бог. Инспирирани се од познавањето на Бог. Како не би ја пееле, иако повеќе за децата ја пеат, на децата им ја дават, се одлучив јас по Исус одам како детска песна, но не знам дали знаете потеклото на таа песна. Сундар Синг, оној индискиот мисионер, има напишено на база на исповеди на вера на еден друг индиски учител, пастир, мисионер, кој бил од главниот поглаварот, како да кажеме, на племето таму каде што живеел, осуден заради неговата вера. И тој бил поставен со неговата фамилија, жена и 2 деца пред целото таму село и му било кажано, или ќе се откажеш од Христос, или ќе го убиеме твоето семејство. И човекот рекол, се одлучив јас, по Исус одам, назад не се враќам. И тогаш го извели 2 негови деца, ставиле нож под грлото и му кажале, ти давам уште една шанса да ги спасиш твоите деца. Ке се откажеш од Христос или ќе ги убиеме. И тој рекол, и сам да бидам, јас не се враќам, како беше, и сам да бидам, ке го следам и назад не се враќам. И му ги убиле децата. Зеле жена му и рекле, ке се откажеш или ќе убием и твојата жена. И тој рекол, пред мене крстот е, зад мене светот, назад не се враќам. И убиле жена му и после нега го убиле. Но знаете ли што се случило после тоа? Поминало известно времено како резултат на тоа сведоштво и тој што судел како главен и целото село поверувале во Христос. И потоа на база на тоа сведоштво Сундар Синг прави химна која нели потоа се пее. И тоа е нели вистинското сведоштво. Така да додека размислуваме за тоа раса таа љубов. И нашата храна станува вршењето на неговата воля. Бидејќи само она што се прави со љубов носи наслада. Тоа е, вели, Господовата храна, вели Христос. Овдека зборот што го користи Господ Исус, да го извршам делото, да го извршам неговото дело телео, истиот тој збор телео Христос го кажа потоа во 19 глава на крстот, кој ќе каже завршено е. Истиот збор. Тоа е, вели, мојата храна. Неговата храна беше да застане на крстот. И тоа го исполнуваше, зашто донесе спасение за светот. Сите ние имаме должност, сите ние имаме некакво дело кој треба да го извршиме. Неговото дело. Бог ни дал дело на сите нас. Не на крстот да умреме, но нашето дело е да му служиме на Господ. И тоа дело е според нашите дарби, различно е. Прашањето е дали го извршуваме и со каква радост го извршуваме. И при тоа нема големо или мало дело. Ако ти го вршиш делото што Бог ти го дал, тоа е големо дело. Нема мало дело на Бог. Кој е мало дело на Бог? Може ли да има мало дело на Бог? Колку да е видливо твојата служба или невидливо во очите на луѓето, ако е Божјото дело што ти го дал, е големо дело. И треба со радост. Тоа е поголемо дело, делото на многу големо очекување сега има христијанство кон Трамп. Но твоето дело е уште поголемо, зашто е Божјо дело. Поголемо дело од било кој бизнисмен, од било кој политичар, од било кој научник, да го извршуваш Божјото дело. Па ево конкретно оваа ситуација.
ова служба на Христос со Самарјанката, погледнато преку очите на тој историски контекст, е никакво, ништожно дело, ти да збориш со Самарјанка. Голема работа направил Христос со една Самарјанка зборил. Не, големо дело. Зашто преку таа Самарјанка дојде до спасението на цел град. Христос еден ден ќе врати и ќе награди верноста на Божиот служител. И продолжува Христос со неговата поука. Користи овдека две поговорки. Прво вели, не велите ли дека уште 4 месеци па ќе настане жетва, а во 37 стих, зашто во ова на вистината станува поговорката еден се друг жне. Почна да говори за земјоделски работи, и поговорки кои ги користили во тоа време луѓето. Првата поговорка, нели, не, грешка. Добро. Не велите ли уште 4 месеци? Тука идејата и зборот што го користи Христос како поговорка го користите тоа. Уште 4 месеци па ќе настане жетвата. Во кој контекст се користи таа поговорка? Која е суштината? Тоа е еден идиом од земјоделскиот живот. Кога ти ќе посееш семе, што е да правиш? Треба да чекаш 4 месеци за да дојде времето за жетва. Ти можеш да стоиш над семето, на земјата, да спиеш на нивата, ама нема да порасне пред да поминат тие 4 месеци. Јас дома садам трева, тоа е мојата работа, ќе фрлам тревата и одам после секој ден да видам колку. И некој пат така ќе им толку, и почнам да тегнам и се кина. Не можам да извлечам да стане поголема. Идејата тука е, треба да уживајте. Што ќе правиш? Не можеш што да направиш. Или не брзе, полека. Кога сакале да кажат полека, има време, ние велиме, нели, има време, полека, се користила таа поговорка. Полека, има време, уште 4 месеци е времето за жетвата. Меѓутоа Христос овдека говори за друг закон, кој е поинаков од земјоделието, законот за духовната жетва. Во духовната жетва може времето на сеење и времето на жнеење да биде исто. И затоа не пропуштај го времето за жнеење. Може кога ќе посееш семе, веднаш да треба и да се ожнее. Не оставај на времето сега да видиме што ќе се случи. Тоа е тој контекст овдека. И затоа веднаш им кажува, еве, погледнете го погледот. Тоест, подигнете го погледот и видете гнивите како побелеле. И веројатно во тој миг, Самарјаните облечени во бели облики, зашто во јули-август не може да бидат поинаку облечени, се стрчале по линијата кон Христос. Гледате, еве времето за жетва. Така, она што сака да им го каже Христос на учениците, оставете го лебот, ќе јадете. Има време за јадење. Имате сега тука една многу важна работа. Доаѓа една духовна жетва. Доаѓа жетва кој носи плод за вечен живот. И жетварот веќе добива плата. Вие сега тука во тоа жнеење ќе добиете плата. И ќе се радуваат заедно и сејачот и жетварот. Радоста ќе не биде заедничка. Зграбчете ја множноста. Каква можност сега ви се даде. Овие Самарјани, кои како резултат на сеидбата на прво на Христос кон Самарјанката, потоа Самарјанката кон луѓето во... Таа сеидба носи една богата жетва. Да ја пожнееме, всушност вели Господ Исус на тие луѓе таму. Соберете плод за вечен живот. Во главите на учениците беше храната, јадењето, беа гладни. Тие затоа беа отишле во градот. Но во планот на Христос имаше нешто сосема друго. Имаше духовна жетва, имаше духовна храна, имаше духовно задоволство предвид. И сакаше да ги отвори очите на учениците да видат и тие, да го остат тоа поголемо задоволство, спасението на луѓето. Тој после, а тие требаше да пожнеат. Сега, во втората поговорка пак, што ја користи, за не остава впечатокот дека секој пат кога ќе кажеме,
ќе посееме слово, веднаш треба да дојде жетвата, зашто не е тоа универзален принцип, него ќе се чека. Ти ќе сееш, но друг ќе пожне, не знаеме кога ќе пожнее. Но тоа не значи дека не треба да сееме, да ја користиме можност да сееме и кога гледаме можност за жнеење, да не ја пропуштиме и таа можност за жнеење. Едни сееле, вели, други жнеат. Јас ви испратив да го жнеете она, зашто не сте се трудиле. Други се трудеа. Не знаеме за кого точно има предвид, дали за себе си самарјанката, може би и служението на Јован Крстител има придонос во сето тоа. Некој сеел. И вие сега жнеете на базата на тоа што некој сеел. Но на крајот на краиштата ние треба верно да го извршиме она што како можност ни е дадено. Да го скрапчиме, да скрапчиме можност, дали е сеење или ќе жнееме на базата на некој друг што сеел. Не треба се обесхрабруваме да не сееме, зашто сеењето ќе донесе плод. Словото кој излегува од Божјата уста не останува празно, ќе исполни целта. Ние да ја вршиме нашата можност. Верно, со вера. Георг Милер го знаеме како човек на верата кој се молел за децата, сираците. Меѓутоа има еден случај друг од неговиот живот, за тројца негови другари кои не биле верни луѓе. И тој му ставил така терет на срцето Бог да се моли за нив. Се молел 10 години, 20, 30 години се молел. И луѓето доаѓале го прашувале, а уште ли се моли за твоите другари? Да, уште се молам. Имам тоа, имам верата дека ќе поверуваат. 50 години поминале, неколку месеци пред да умре, 20 тие негови другари поверувале. Починал и после неколку месеци и третиот поверувал. 50 години се молел да тие луѓе да поверуваат. Им говорил, не се откажувал да работи со нив. И така, им кажува и сега, откако завршува со учениците, нели, ги повикува на духовна жетва, во тој момент пак не враќа сега, нели, го свртува погледот Јован кон самарјаните и кажува, поверуваа тие прво во зборовите на жената во градот и тргнаа на кај Исус. И дојдоа кај него и останаа Христос со нив 2 дена, го замолија и уште повеќе поверуваа во Словото Негово, тоа заедништво кој го имаа со Христос. И кажа, сега веќе не веруваме само заради кажувањето на самарјанката, туку сами чувме и знаеме дека тоа е Месијата. Знаете, тој извор на жива вода во жената се претвори во фонтана, кој се прелеа во срцата и на другите луѓе таму. И поверуваа. Сведоштвото на жената беше поттик да дојдат до Христос. И таму во средбата со Христос тие поверуваа. Ги слушнаа неговите збори, го препознаа него како Месијата. Или, како што вели Брус, познавањето на Христос од втора рака не може да го замени личното познавање со Христос. Нашите сведоштва се покана за луѓето да дојдат до Христос. Ние во нашите сведоштва, во нашето евангелизирање, ги носиме луѓето до Христос. Таму во средбата со Христос, во таа жива средба да поверуваат. Зашто само во средбата со Христос, во личното познавање, има спасение. Се раѓа спасителната вера. И тоа е, нели, надприродно дејство. Видите каков дури и исторички конфликт во историски рамки беше надвладен. Самарјаните и евреите се мразели, се убивале. Има периоди во историјата на царевите каде што жени, деца, масовни колежи вршеле јудеите врз самарјаните. И сето тоа се надминува во Христос. Кога дојдоа до Христос, јудеинот поверуваа. И учениците останаа заедно 2 дена во тој град. И тоа големиот плод или доказ за живата вода во нив.
И се некој каже, ама тие беа со Христос. Христос беше таму физички, може да го видат. Ние го немаме Христос, кога би може ние денес Христос да го фатиме за рака и да го изведеме на улици, па тој да им кажува лично, сигурно ќе има повеќе успех. Не, вистината е дека во истата мера во која што Христос беше присутен таму како тело, во истата мера Христос е присутен во Словото. И силата на Словото го има истиот авторитет, истата сила за спасение како што Словото на Христос го имаше во тоа време. Ништо помалку немаме ние денес. Зашто го имаме Христос во Словото. Со истиот тој авторитет. Присутен е денес како и во Сомарија. Тоа слово кое поучува, преобразува, охрабрува и така натаму. Зашто овој стих, нели, од евреите пишува за Словото Божие. Е живо и действува и е поостро од секаков меч со две острици и навлегува до разделување на душата и духот, до зглобовите и мозокот и ги проценува мислите и намерите на срцето. И овој стих авторот не го дава за да ни покаже човечка антропологија, т.е. колку делове составен човекот, воопшто не е тоа идејата на текстот, зашто дури не говори за телото, го говори за дух и душа, духот и душата ги разделува, тоа се користи елинистичката антропологија, која е трихотомна за душата. Тие се занимаваат со душата, не се занимаваат со телото на човекот. И кога велиме ние за трихотомија елинистичка, не говориме за дух, душа, тело. Тие телото го тргнуваат и не ги интересира. Нивната трихотомија е во душата, во нематеријалниот дел. И таму во душата има три елементи. И тука говори за тоа разделување меѓу духот, кој е оној елемент на човекот кој општи со Бог, душата како емоција и душата како елемент кој има врска со мозокот и така натаму. И кој е поентата на овој стих? Да каже дека Словото на Бог проникнува на секаде во човекот. Длабоко проникнува. Во секој елемент, духовен, нематеријален, материјален, во емоции, во мозок и проникнува и проценува, разоткрива, осветлува, допира, врши дејство, разобличува, преобразува, оживува. Зашто е живо слово, слово кое спасува. Хели Бартон, Томас Хели Бартон, може би сте чуле, тој е шкотски проповедник, професор во Сент Ендрю универзитетот од времето на реформацијата. Неговите проповеди се длабоко теолошки, но и длабоко се експериментални. Проповеди во кои што тој многу емотивно ги изнесува своите преживувања со Господ. И се многу практични. Бисери на пуританските проповеди. Неговиот татко, кој исто така е пастор, бил гонет од монархиската, од католичката монархиска институција во Шкотска, често бил во затвори и бил и умрел, уште додека бил млад Томас, и со мајка му избегале да се спасат од гонењата во Холандија и почнал да учи во универзитетот што Еразмо Ротердамски го основал. Меѓутоа тоа било време кога веќе почнал деизам да навлегува со сомнежите во универзитетите, кога престанува гонењето во Шкотска, се враќа таму, влегува во шкотските универзитети, но се уште многу раскладен од сомнежите на деизмот. И во своите мемуари пишува: бев потресен, обесхрабрен и вознемирен од сомнежите. И еден ден вели, решив да отворам Библијата и да не пресам додека не го добием одговорот. Читал. И во еден миг пишува Томас: Господ ми даде увереност за авторитетот на Словото и ја оживеа мојата потиштена душа. И продолжи вели, за она сладко задоволство кое го искусил поради јасното откровение за Светото писмо како Слово на Бог. И тоа самото, тој вели, на многу начини се докажуваше дека е Словото на Бог или, нели, како што велат реформаторите, има само автентикација се одржи како Слово на Бог.
И накраят завършва, вели, сега бев подготвен да кажам, дойди да я видиш книгата, што ми кажа се што сум направил во мојот живот. Зар ова не е Божјата книга? Завършува Томас. Зар не е Божјата книга? И ги кани луѓето, им вели, дојдете да ја видите книгата, отворете ја и сами уверете се дека тоа е Божјата книга. Дека тоа е устата преку која што Бог говори. Знаете ли кој е најголемиот против отров за сомнежите? Ами читањето на Библијата. Знаете ли зошто има толку слаби христијани, неуверени, кои постојано се лутаат натаму наваму? Зашто не се читат Библијата. Не ги интересира. Тие сакаат пророштва, сакаат чуда да гледат, сакаат околу себе манифестации, меѓутоа се слаби, нестабилни, несигурни. Ке дојде едно учење, ке се залетат по тоа учење. Ке дојде друго учење, ке се залетат по другото учење. Нема таа зрелост на Христовата полнолетност, како што вели Павле, дека треба да достигаме. Мафтани се натаму наваму од човечки учења, од човечки измами. Човечките учења можат натре да ни донесат некоја сигурност, емоционална, меѓутоа тие нема да не прават стабилни во нашиот духовен живот. И кога ќе дојдат искушенијата, ќе паѓаме. Единствено Словото на Бог е тоа кое што ни дава, не прави силни, гранитни во животот. Зашто Словото на Бог е тоа кое ја гради нашата душа. Во Словото на Бог Духот ги произведува сите оние ги раги плодовите кои треба да ги имаме како христијани. Ја прави преобразбата во нас. Не јакне, ја прави цврста нашата душа. Како што храната дава стабилност, цврстина на физичкото тело и без храната тоа слабе, атрофира, колабира. Така и душата. Само Словото на Бог, кој со вера, покорност, послушност, во духот се чита, во молитва и јакна човечката душа. И тоа ни е дадено за нашата служба во светот. Не само нам што не дава сила, таа сјае тоа слово во темните души. Ја разоткрива вината, ја покажува потребата од Спасителот. Преку Словото Христос го повикува грешникот да дојде и да побара жива вода за вечен живот. Во Словото, преку Словото човекот ќе каже на крајот, зар не е тој Месијата? И тоа е нашето сведоштво. Ние можеме на луѓето да говориме колку сакаме за тоа што Бог направил во нашиот живот, за какви исцеленија донел, колку богатство сме стекнале преку верата, колку сме станале богати, просперитетни, но ако не сме ги довеле до средбата со Христос, во Словото, ако не сме ги насочиле во Словото, нема вистинска средба со Христос. Нема вистинска вера. Нема цврст, стабилен христијански живот. Затоа карпе дием. Не таму во ресторанот. Да го зграбчиме секој миг за Господ. И нека тоа ни носи на вистина задоволство. Бог да го прави тоа во нас. Да се радуваме на духовниот плод, плодот за вечен живот, што можеме да го жнееме во Божјата благодат. Нека биде на вистина така. Амин. Ајде да се молиме. Татко Небесен, слаби сме и немокни. Да, нашите тела се немокни да се покоруваат на Тебе. И се себични. И алчни за телесните задоволства, алчни се за задоволување на тие телесни потреби. И постојано, Господи, кркори тој желудник на похота во нас. И затоа ние се молиме силата на Духот што Ти го даваш во нас, Твоето присуство, во Словото што ни го даваш, да ја јакнеме нашата душа, да дава ни чувствителност во духовните уши, чувствителност во тој духовен желудник, да ја
чувствуваме потребата за Твоята храна и да наоѓаме задоволство, да се наситуваме со радост, вршејќи Твојата воља. Не дозволувај нашиот фокус во животот да бидат само материјалните работи, удобствата, облеката, храната, мебелите, колите, туку откривај ни го, крева го нашиот поглед повисоко, да гледаме, Господи, кон Твоите духовни ниви и таму да откриваме задоволство, да се наситуваме, Господи, вршејќи таму Твојата воља. Во проповедта, во читањето, во молитвата, во евангелизирањето, во учеништвото, во се, Господи, што Ти си ни го дал како служба. Се молиме, Господи, не дозволувај да пропаѓаат духовните можности што Ти ни ги даваш. Да ги гледаме и со копнеш да ги исполнуваме. Нека, Господи, ова слово и овие примери, овие поуки што ги дава Христос, да действуваат во нас, преку Духот да стануваат наш живот, за да бидеме, Господи, Твоите посветени служители и да пожнееме богат плод за вечен живот. Во Христовото име го бараме тоа. Амин.